Добро вечер, Гевгелија, добро вечер, победничка Гевгелија, добро вечер, јунаци победници и добре дојдовте денеска да го слушнете идниот председател на Република Македонија, а тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Пред да продолжам, би сакал една голема благодарност да изразам до најпрвен вас, гевгеличани и гевгеличанки, што денеска и покрај сите оние притисоци, закани и уцени кои што денеска се секојдневие во Република Македонија и покрај сите оние злоупотреби на оние малкумина властодржци блиски до врхушката на СДСМ се одваживте, дојдовте овдека на плоштадот во Гевгелија да слушнете што ние како најголема политичка партија и опозиција во државата заедно со идниот председател на Републиката имаме да кажеме. Истовремено сакам да ги поздравам оние кои што се најзаслужни, што денеска ние имаме можноста да го говориме името на ВМРО-ДПМН, а тоа се основачите и ветераните на партијата. Ви благодарам, вие сте наша инспирација и мотив да и понатаму продолжиме да чекориме по патот кој што вие го трасиравте. Истовремено сакам и новија млади момци и девојки од Унијата на млади сили да им се заблагодарам што секаде се со нас, што не бодрат и што ни даваат дополнителна енергија. Тие се луѓето кои што понатаму ќе ја водат партијата и ќе продолжат со идејата за Македонија и ВМРО-ДПМН. Тука се разбира се и Унијата на жени. Ги поздравувам и нив, бидејќи идниот председател на Републиката е жена, така што Унијата на жени ви благодарам за сета поддршка и инспирација што ни ја давате. Се разбира, тој што ги обединува сите овие структури на партијата, тоа е Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН овде од Гевгелија. Ви благодарам за овој собир. Поздрав еден голем и до коалиционите партнери кои што се дел од коалицијата за подобра Македонија. Поздрав и до нив што се вечер овдека со нас. Би сакал денешниот говор да го почнам со нешто што секаде во Македонија денеска е јасно. Поминавме илјадници километри, разговаравме со илјадници наши сограѓани и единствено нешто кое што секаде се слуша, громогласно се слуша, е тоа што на 21. април победуваме, а потоа таа победа ќе ја потврдиме и на 5. мај. Иден председател на Република Македонија е Гордана Силјановска-Давкова. Гледам дека тоа и во Гевгелија се слуша. И ќе продолжи да се слуша се до недела. А во недела заедно овде ќе славиме. Ќе славиме убедлива победа во првиот круг за Гордана Силјановска-Давкова. После победата на 5. мај се знае следуваат предвремени парламентарни избори на кои што ВМРО-ДПМН во коалиција со народот и со коалицијата за подобра Македонија ќе формира идната влада. Почитувани браќа и сестри, добри луѓе, почитувани гевгеличани и гевгеличанки. Би сакал неколку зборови за она што вчера требаше да биде голем народен собир на наши сограѓани во знак на поддршка на Пендаровски Стево, оној, знаете, избраникот на Заев Зоран. Замислете човекот кој што на билборд си го затемнил сопствениот народ. Ај што го нарекуваше онака како што го нарекуваше. Ај што ги нарече сурати. Ај што им се закани да не му излегуваат на очи ако не победел. Па замислете и на билбордите ги затемнил лицата, се срами од сопствениот народ. Замислете тие луѓе денеска бараат поддршка од народот во Република Македонија. Но добро е што одговорот вчера народот му го испорача. Онаа слика, полупразните улици каде што требаше да говори Пендаровски Стево заедно со Заев Зоран, е вистинската порака што ќе се случува на 21. април, а потоа и на 5. мај. Ги очекува пораз како што до сега не претрпеле. Но она што е пострашно, што нивните лаги, манипулации и измислици продолжуваат. Што ова мала група на измамници
властодржци во врхушката на СДСМ продолжува да манипулира со граѓаните во Република Македонија. Па вчера од Заев Зоран ке слушнеме дека бетониран бил идентитетот. Не само што бил бетониран, туку бил зајакнат и со арматура. И таа порака мене ми ја пренесе, да сум знаел. Не можам да не го прокоментирам. Истиот тој Зоран Заев, не така одамна, заедно со на негово ново другарче, пред зградата која што треба да биде символ за идентитетот, пред зградата на владата на Република Македонија, не ја построи македонската гарда, не го донесе воениот оркестар да ја интонира македонската химна. Се срамуваше да слушне дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Истиот тој Заев Зоран, кој што не така одамна ме гледаше очи во очи. И на моето прашање на кој јазик зборуваат луѓето од Северна Грција, а е различен од грчкиот, се потеше, се срамеше, се препелкаше. Му беше срам да изусти дека тоа се македонци кои што говорат македонски јазик, пеат македонски песни, се веселат на македонски ора. Македонскиот премиер се откажа од македонското малцинство во соседните земји. Замислете, човекот кој што се срами да ја построи македонската гарда, кој што се срами да ја слуша македонската химна, човекот кој што се откаже од македонското малцинство, нас ни вели дека го зачувал идентитетот и дека идентитетот бил бетон зајакнат со арматура. Како кула од карти му се урна, како стиропор му се урна. Нема право да зборува за чест, достоинство и идентитет од овој човек. И овој човек нема право да ги погледне граѓаните на Република Македонија во очи, без разлика дали се тоа македонци, без разлика дали се турци, роми, срби, власи, бошњаци, бидејќи тие луѓе си ја сакаат оваа татковина. Оваа татковина ним им е се. Тука се родиле, тука се школувале, тука создале семејство, тука тагувале, тука радувале и најверојатно тука ќе си го завршат сопствениот живот. И тие си ја сакаат оваа земја. Затоа, граѓаните на Република Македонија, македонците, но и останатите без разлика на етничката припадност, ќе му дадат одговор на овој измамник заедно со неговиот деспотски избран Пулен на 21. април, а потоа ќе го потврдиме тоа и на 5. мај. Браќа и сестри, добри луѓе, јасен изборот. Од една страна имаме во мафијашки стил формирана скапа транзицијска Хилтон коалиција. Замислете која што застанала позади Пендаровски Стево. Замислете какво лицемерие. Сите оние јунаци и просечни бизнисмени, политичари од транзицијата застанаа позади Стево Пендаровски и ни велат, лицемерно не гледаат во очи еден во еден и ни велат ке сме чекореле напред. Луѓето кои што во транзицијата уништија десетици илјади животи на македонските граѓани, построени еден позади друг, позади Пендаровски Стево, напред чекори Заев Зоран и велат ке одиме напред. Тоа е едниот избор. И другиот избор е безкомпромисниот борец за правото и правдината, безкомпромисен заштитник на законите и уставот, професорката Гордана Силјановска-Давкова, ВМРО ДПМН, коалицијата за подобра Македонија и најважното, коалицијата со народот. Изборот е јасен. Нема многу да бидеме аналитични ако заклучиме
дека на 21 април и на 5 мај победува Сенародната коалиција обединета околу Гордана Силјановска-Давкова, да ги пратиме овие транзициони политичари на темната страна на историјата. Нека застане нивната скапа транзицијска Хилтон коалиција таму и каде што започна. Затоа што после поразот толку ќе биде. Заврши. Доаѓаат предвремени парламентарни избори и заедно со Сенародната коалиција ќе ги пратиме во политичка пензија сите овие измамници кои што се дел од тоа време. Неправда е сето ова што денеска се случува во Македонија. Затоа е потребно, браќи и сестри, добри луѓе, ние во Македонија заедно обединети да ја донесеме правдата. Неправда е кога се колнете во жицата, во најмилото, во дедовината, во татковината, кога сте опозиционер, а потоа при прва прилика кога ќе имате можност тргувате со сето она во кое што сте се колнеле претходно. Не само идентитетот, туку и сето она во кое што сте се колнеле дека нема да го направите, вие ќе го распродадете. Неправда е кога патриоти добиваат 2 века затворска казна, а убиците на неје девери дечиња од Смилковско езеро се шетаат слободни на улица. И тоа беше првата одлука на Зоран Заев како премиер. Неправда е кога сте опозиционери, ветувате на земјоделците за гарантиран откуп, повисоки субвенции, поддршка, а денеска појдете во Ресен, луѓето ги сечат дрвата. Знаете зошто? Затоа што 1 килограм јаболка е 1 денар. Пелагонија е ненабрана. Во Кочани Оризот ги полни амбарите затоа што нема кој да го откупи. Така беше и во Малешевијата и Пијанец, родот се фрлаше во коритата во реките. Исто е и со оние во Росоман, со праските. Така беше и со бостанот, и со раноградинарските производи. А ветуваа, нели, за гарантиран откуп, ветуваа поголеми субвенции, ветуваа што ли уште не. Но единствено нешто што исполнија, за тоа им симнувам капа, е патувањата во екзотични земји и шопингување по некое скапо парче гардероба. Така барем вели овој министеров за земјоделие. Вели шопингувал во Дубај, таму си купувал патики господинот. Додека земјоделците од први до први мака мачат како крај со крај да скрпат. Неправда е кога на младите ќе им ветувате работни места, дека ќе напредуваат според компетенции, според заслуга. А денеска, ако не сте 7 роднина на Мира Дизел, тешко и дека некој ќе ве прими да ве сослуша. Тоа е неправда. Неправда е кога на докторите ќе им ветувате како опозиционер 100.000 денари просечна плата, реновирани болници, клиники, амбуланти. А денеска планирате истите да ги распродадете за пусти пари, а нашите лекари ги полнат клиниките во Европа, Америка и Австралија. Неправда е кога на младите ќе им ветувате младинска гаранција како опозиционер, реновирани студентски домови, поквалитетно образование. А денеска, како во 19 век, нашите студенти, идната авангарда интелигенција подготвува испити. Тоа е неправда. И можам да редам до утре, наутро. Каква све неправда ни донесува. Неправда е кога на народот ќе му ветите дека во првите 6 месеци ќе го поврата ДДВ-то од секоја сметка, а 2 години потоа нема ништо тоа. Нема ништо тоа. Неправда е кога на бизнисмените, кога сте опозиционер, ќе се колнете со раката на срце и навалена на лево глава, дека ќе направите структурни реформи. А денес, единствената мерка што сте направиле е сте ги покачиле даноците. И тоа е неправда. Затоа ве повикувам, браќи и сестри, ве замолувам, добри луѓе, гевгеличани, гевгеличанки, да се обединиме околу професорката Гордана Силјановска-Давкова. Да ја поддржиме Гордана Силјановска-Давкова на 21 април и на 5 мај во една голема победа, победа за правда во Македонија. Затоа што професорката Гордана Силјановска-Давкова има јасен план, има тим,
кој што гарантира реформи во судството, реформи во обвинителството. Затоа што само со владење на правото, со враќање на правната држава, ние можеме да имаме и повеќе инвестиции, и повеќе ново отворени работни места, и повеќе пари во буџетот, за да има за субвенции, да има за повисоки плати, за повисоки стипендии и кредити, за повисоки пензии. Затоа ни е неопходно сите ние денеска да се обединиме кон оваа цел. И знам дека секогаш кога ќе видите политичар имате предрасуда, си велите овој пане лаже или сака да краде после тоа. Реалноста е таа во Македонија. За жал, ниту еден политичар можеби не успевал доволно долго да ве убеди дека нашата намера е честита. Затоа јас не се срамам да ве замолам за шанса. Дајте ни шанса да гледате поинакви политичари. Да гледате политичари кои што наместо да газат дебели персиски црвени килими и по фракови одат на балови во европски метрополи, и наместо инспектори под мишка ќе имаат проекти под мишки заедно со вас, ќе испишуваат новата историја за Македонија. Ќе ја развиваме заедно Македонија. Дајте ни шанса да видите дека сме поинакви. И не се срамам тоа да го замолам. Сакам да ги замолам сите оние кои што се дел од јавната и локална администрација. Знам и ве разбирам дека сте под жесток притисок. Знам дека ве уценуваат, ве притискаат, се закануваат. Свесен сум за тоа. Слушам стотици сведоштва. Но тоа е една мала група на властодржци блиски до врхушката на СДСМ. Но ве молам едно да знаете. Не дели се во прашање, на колена се клекнати. Не дели се во прашање кога ќе ги пратиме на темната страна на политичката историја. Ве молам да не подклекнувате позади кутијата вашиот глас. Вие сте суверен владетел на вашиот глас. Никој ништо не ви може. Само кукавици се закануваат, снимаат, прелистуваат и преснимуваат. А тие се кукавици на кои што им доаѓа крајот во политиката во Република Македонија. Ајде сите да се обединиме околу Гордана за иден председател. Сакам да ги замолам и предприемачите, оние кои што мачат од први до први како плата да обезбедат за вработените. Знам дека и вас ве притискаат со инспекции, со закани, со уцени. Денеска еден председател на еден наш општински комитет ми вели, ме повика собственикот на компанијата каде што работев и ми рече морам да ти се заблагодарам да те отпуштам. Премногу си бил активен. Знам, ве разбирам дека сте под жесток притисок. И знам дека тешко е да се признае тоа јавно, бидејќи веднаш другиот ден ќе дојдат сите можни инспекции во државата. Но ве молам, разберете неправилно, месеци се во прашање кога сите овие кои што денеска ја злоупотребуваат власта, ќе одговараат за сиот криминал, за сите уцени, притисоци и закани пред законите од прв до последен, ја ви го гарантирам тоа. И нека слушаат, нека снимаат и нека преснимуваат. Сакам и до земјоделците да ги замолам. Знам и дека вас исто ве притискаат со субвенции, со неисплатени програми за други потреби. Знам дека овие луѓе не може да ја разберат честната мака на земјоделецот. Јас тегам секоја рака на тие искрени луѓе цврсто, затоа што знам колку мака и пот вложуваат секојдневно да ги прехранат своите семејства. Ајде и вие, браќа и сестри, земјоделци, придружете ни се на 21 април и на 5 мај да се обединиме околу Гордана за председател на државата. Сакам до младите, до студентите, исто така да се обратам, да ги замолам. Јас сум професор на истиот универзитет каде што е и професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ние ги знаеме вашите потреби. Ние со вас работиме, живееме со вас.
И вие ја избравте Гордана за најинспиративен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Не јас, вие ја избравте. Ајде сега да се обединиме сите заедно околу Гордана за председател. Ајде заедно да ја поддржиме за подобри услови, за вистинска иднина на младите луѓе во државата. Не онаа лажна европска иднина која што нас ни ја ветуваат, че кореле напред. Заедно напред. Нема напред добри луѓе, гевгеличани и гевгеличанки со принципот на Мирчо Свинјарникот, евро за вице и евро за црквата. Така напред не се оди. Не се оди напред со живи луѓе ќе јадеме. Не се оди напред со ние криминални иновации. Не се оди напред со лаги и со измами, со нарачани обвиненија, со диктирани судски пресуди, со политички прогон врз политички неистомисленици. Напред не се оди на маката на својот народ, со полни вреки украдени пари. Напред одат само политичари кои што знаат да спроведат вистински реформи, кои што ќе направат богато општество со богати граѓани, кои што се горди на своето минато, својата историја и својата традиција. Овие лажни луѓе не сака додат напред за да видат богата држава и богати граѓани. Тие одат напред само со полни вреки украдени пари. Ајде на 21. април да се обединиме и да им кажеме како вистински се оди напред. Не како што они ни бараат, туку како што на вистина овој народ и оваа држава заслужуваат. Ајде да се обединиме сите. Секаде тоа го зборувам, сакам и овде во Гевгелија да го кажам и ќе завршам. Ќе помине многу време и повторно ќе се сретнеме и на плоштадот овде во Гевгелија, и на другите плоштади ширум Македонија, и на улица. Ќе се погледаме во очи и ќе си го поставиме прашањето дали направив се за да и помогнам кога на нејзи требаше таа помош. На Македонија. Нашиот сон, сонот за Македонија е голем. Но мора да се бориме за да тој сон стане јаве. Ако не се бориме и ако не победиме во таа борба, сонот наш нема никогаш да стане јаве и ќе исчезне. Да не дозволиме тој сон да исчезне. Затоа ве повикувам заедно да се бориме. Не ветувам лесна борба, не ветувам кратка борба. Напротив, колку е нашиот сон голем, толку ќе имаме повеќе искушенија и предизвици во таа борба. Но знам дека во таа борба ќе победат не оние кои што се поголеми или помоќни, туку оние кои што се мотивирани и храбри да се борат. А денеска овде во Гевгелија јас можам да видам такви честити, мотивирани и храбри луѓе кои што се подготвени да победат на 21. април, а потоа и на 5. мај. Пред зората, добри луѓе, браќа и сестри, е најтемно. Но добрата вест е дека изгрева зората на слободата и носи правда во Македонија. Да ни е жива и здрава Македонија. Да ни е здраво и живо ВМРО ДПМН. Да ни е вековита Гевгелија полна со среќни и весели луѓе. Ви благодарам од срце.